Добро дојдовте во оваа визуелна анализа на екзегезата на Марин Ноел Табук за Вознесението, кое доаѓа директно од белешките на Тири Жалас. Веднаш преминуваме на главното. Она што ја прави оваа тема апсолутно фасцинантна е фокусот на нешто што е длабоко и универзално – човечката слобода. Преку овие извори ќе откриеме како овие древни библиски текстови зборуваат за автономијата и одговорноста, и зошто тоа е подеднакво релевантно и денес. Во ред, ајде веднаш да нурнеме во ова. Како е можно некој да замине, а сепак да остане присутен секој Божи ден? Ова прашање го представува самиот центар на парадоксот на Вознесението. На прв поглед, текстот опишува физичко заминување, нели, како една конечна разделба. Но ако погледнеме подлабоко, тоа заминување е всушност формулирано како еден вечен почеток. Не се работи за отсуство, туку за целосна трансформација на начинот на кој се доживува присуството. Дел 1. Парадоксот на Вознесението. Да видиме како точно се одвива ова. За навистина да ја сватиме оваа мистерија, мораме да ја следиме хронологијата на библиските текстови во нивниот историски контекст. Овде пред нас е временската рамка представена во делата апостолски. По Воскресението забележуваме точно 40 дена подготовка и учење. И секако, овој број воопшто не е случаен. Тој е директно огледало на оние познати 40 дена поминати во пустината. Тоа е класичен период на транзиција, едно драгоцено време дадено за да се консолидираат знаењата пред да се преземе следниот голем чекор. Еве една навидум контрадикторна изјава со која завршува Евангелието според Матеј. Приказната стигнува до својот крај, но забележете, текстот не нуди конечно збогување. Наместо тоа, тој завршува како отворен пат кон бесконечноста. Имаме ветување за континуитет токму во моментот кога се случува разделбата. Што не носи до овој древен термин Емануел, или Бог со нас? Ова брилјантно го заокружува целиот наратив. Со воспоставувањето на овој сосема нов тип на духовно присуство, приказната всушност се враќа на самиот почеток. Значи, заминувањето не остава празнина. Напротив, тоа го исполнува ветувањето дека Божественото ќе остане трајно вткаено во секојдневниот живот. Преминуваме на вториот дел. Од присуство до Светиот Дух. Овде е интересно да се споредат специфичните списи на Лука преку неговите две дела. И ова брилјантно илустрира како наративот прави огромна промена. Евангелијето е локална приказна, започнува и завршува во Ерусалим и целосно се потпира на физичкото присуство. Делата апостолски, од друга страна, започнуваат во Ерусалим, но експлодираат се до Рим. Тоа е неверојатна транзиција од локално кон глобално движење, кое сега е предводено од Светиот Дух. Сцената тука е апсолутно клучна. Двајца мажи во бели облеки ја прекинуваат контемплацијата на апостолите со ова директно прашање. Тоа е своевидно будење. Гледањето кон небото е завршено. Сигналот е јасен. Времето за пасивно набледување помина и дојдено е времето за активна работа. Овој историски момент најдобро може да се опише преку метафората на предавање штафета. Божественото физичко присуство намерно прави чекор наназад. Зошто? За да ја предаде штафетата директно на човештвото. Станува збор за чин на огромна доверба. Одговорноста за иднината отсега лежи во човечки раце. Дел 3. Еден Бог за целиот универзум. За вистински да се сфати големината на оваа мисија, мораме да го погледнеме контекстот од Стариот Завет. Историски гледано, теолошкиот светоглед на Израел доживува огромна експанзија по прогонството во Вавилон. Предходно постоела монолатрија, идејата за еден Бог за еден специфичен народ, но потоа тој концепт еволуира во вистински монотеизам, разбирање за еден Бог кој е над целиот универзум. Сега, она што е навистина интересно за оваа промена е колку радикална била таа идеја во тоа време. Псалм 46 го нагласува токму тоа. Да се слави Бог како владетел на сите нации представува универзално проширување какво што предходно едноставно не било познато во библиската историја. Тоа поставува главната сцена за глобалната мисија која што туку започнува. Што не носи до четвртиот дел. Наследството и силата. Овде нурнуваме во теолошната длабочина на писмото на Павле до Ефесијаните. Фокусот се префрла кон внатрешната трансформација, која е апсолутно неопходна за оваа глобална мисија. Компонентите се јасни. Павле бара просветлување.
За да се свати оваа мистерија, обичната човечка логика не е доволна, потребно е отворено срце. И забележете, надежта и наследството за кои се зборува тука не се материјални работи, туку нешто многу посуштинско. Ова е израз на вистинска стравопочит. Павле е фасциниран од чистата моќ која е распоредена внатре во верниците, поврзувајќи ја таа огромна енергија директно со триумфот на воскресението. Тоа значи дека истата таа сила не е нешто далечно, таа е присутно и активна внатре во самите луѓе. Според анализата, крајното наследство, што го споменува Павле, е всушност едно длабоко внатрешно будење. Тоа е вистинско духовно воскресение кое мора да се слуши внатре во поединецот, уште пред тој да може воопшто да делува во светот. И така стигнуваме до последниот дел – мисија на слободата. Да ја поврземе оваа историска екзегеза со темата за човечката слобода. Еве ги специфичните инструкции дадени на планината во Галилеја. Има огромна итност овде. Уште повеќе, употребата на тринитарната формула во една строго монотеистичка култура била не само револуционерна, туку и доста опасна во тоа време. Еве една кратка, симпатична анекдота за папата Јован 23. Овој мал хумористичен момент совршено илустрира една важна вистина. Иако човечката мисија е огромна и одговорноста може да изгледа претешка, крајната моќ не е човечка. Луѓето делуваат секако, но не го носат целиот тој товар сами. Значи, клучната поента е токму ова. Божествениот ентитет намерно прави чекор наназад. Ова не е напуштање. Ова е свесно создавање простор. Тој простор е создаден специфично за да се даде слободата да се избере, да се донесе одлука и да се дејства според сопствената волја. Без тоа клучно повлекување едноставно не би имало вистинска слобода. На самиот крај, овој антички текст не остава само историски факти, тој остава едно провокативно прашање за одговорноста. Штафетата е во човечки раце, а просторот за акција е целосно отворен. Разбирањето на вознесението значи разбирање на слободата да се делува. Па како ќе се одговори на таа одговорност? Тоа е дефинитивно прашање кое останува да одекнува долго откако ќе завршиме со оваа анализа.